Добро вечер, Охрид! Добро вечер, ВМРО, ДПМН! Добро вечер за најмокната коалиција во Република Македонија, за победничката коалиција, коалицијата за подобра Македонија. Драги граѓани, драги пријатели, не постои изборна кампања во минатите 27 години, која ВМРО ДПМН не ја започнала од Охрид, град кој има посебно место во историјата на Македонија, град кој ги плени нашите срца, град со народ кој ја сака Македонија, град како што нема друг. Не постои ниту една презентација пред странски слушатели, најчесто потенцијални инвеститори, многу често туристички куки, понекогаш политичари, која сум ја завршил, а барем со една реченица да не го споменам Охрид, нашата гордост, град со кој се гордее цела Македонија. Инаку, драги пријатели, се сеќавам дека јас прв пат дојдов во Охрид како дете, кога имав 10 години, во 1980 година, бевме во лето на одмор, бевме сместени во Пештани, во приватно сместување во една куќа. Уште паметам дека синот на газарицата се викаше Ѓоре. Тој веројатно не се сеќава на едно палаво дете кое постојано нешто правеше и кое едва и чекаше кога домакините требаше да одат некаде зад куќата да ги нахранат домашните животни, да го гледа тоа како да никогаш не го имал видено. Всушност, да бидам искрен, и никогаш преходно го нема видено тоа во живо. И тој одмор, но и сите наредни доаѓања тука, и постепеното откривање на секоја убавина на овој град, секогаш ми биле незаборавно доживување, заради градот и заради луѓето во него. И се уште. И се уште, при секое доаѓање, секогаш откривам нешто ново, нешто убаво. Но тоа е приватното доживување за Охрид. Како председател на владата, се сеќавам дека долги години бевме попречувани да направиме нешто за овој град и кога ќе направевме, тогашниот градоначелник имаше некој чуден обичај, пред ние да дојдеме и да го промовираме тоа, тој да излезе и да го промовира како проект што тој го завршил. Бидејќи немавме друг таков случај во Македонија, мислев дека по таа работа тој човек е единствен. Но, подоцна, кога пред 4 години мнозинството граѓани ја даде довербата на кандидатот на ВМРО ДПМН, на актуелниот градоначелник Никола Бакачевски, се уверив дека на вистина тоа што се збореше било и вистина. Дека градоначалникот на СДСМ не бил единствен само по китењето со туги перја, туку и по тоа што направил најзадолжена општина во државата со долг од 33 милиони евра, со блокирана сметка и со многу проблеми. Знам дека многу луѓе во тоа време мислеа дека докторот си стави трн во здрава нога, што се нафати во таква ситуација да стане градоначелник. Но по 4 години можам да кажам дека тој заврши одлична работа и дека не само што успеа да го намали долгот за цели 13 милиони евра за тие 4 години, туку со многу проекти, многу работа и труд, со заеднички напори, успеавме да реализираме најголем дел од ветеното. Па така на булевар Туристичка се изградија и уредија 6 современи кружни текови во вредност од 38 милиони денари. Со тоа метежот на овој булевар, посебно во летните месеци, е значително намален.
Се изградија повеќе пешачки, рекреативни и велосипедски патеки, меѓу кои патека од Канаво студенчишта до местноста парк во должина од 1300 метри. Нова пешачка, рекреативна и велосипедска зона и нов канал на потегот од мостот студенчишта до Билјанини извори во должина од 600 метри. Исто така, изградена е пешачка патека во должина од 2,7 км во стариот дел на градот, која се протега од Кочишта кон Лабино и Канео, а потоа од Лабино продолжува кон Воска и Далјан. Изградена е пешачка зона и кеј покрај езерото во Пештани. Направена е и комплетна реконструкција на повеќе улици, меѓу кои што Ристо Чадо и улицата Илија Смичевски во Лесковец. Асфалтирана е улицата Стече Илиовски во Пештани, улицата Живко Чинго во Велгошти. Исто така асфалтирана е улицата Радојца Новичич, патот до Велестово, улицата Петрино, улицата Ѓорги Сугарев, обновени се улиците Сирма Војвода, Богомилска, Крум Точко, Ванчо Питошевски, а улицата Пито Гули, како една од главните артерии на градот, доби потпуно нов лик. Изграден е и патот меѓу Горно и Долно Лакочери, патот помеѓу Вапила и Сируа, асфалтиран е локалниот пат Охрид Велестово, Елешец Елшани, Рача Кромидишта, Вапила Ливоишта и други. Во рамките на спортскиот центар Билјанини извори, општина Охрид во соработка со владата на Република Македонија, предводена од ВМРО, започна со градба на затворен базен, нешто што во Охрид се чекаше 50 години. Во овој спортски центар се изгради и мултифункционалното игралиште за кошарка, ракомет и за мал фудбал, како и 3 игралишта за тенис. Исто така, општина Охрид во изминатиот 4-годишен период изгради и повеќе наменски игралишта во Трпејица, во Подмолје, во Лескајца, Лескоец, како и на улицата Крали Марко. Изградено е детско игралиште во населбата Видовишта, детско и спортско игралиште во основното училиште Свети Климент Охридски, како и 2 детски игралишта покрај патеката Студенчишта парк. Општина Охрид со собствени средства го изгради и уреди поштадот во непосредна близина на основното музичко училиште Методи Патчев, со површина од околу 1000 метри. Исто така изграден е и поштад кај Долна Порта од 400 метри квадратни, како и поштади во населбите Горна Влашка Мала, Рача и Љубаништа. Направена е комплетна атмосферска канализација за целата населба Далјан, како и целосно асфалтирање на улиците Миќа Гилич, Трајче Трајчевски и Сатеска во населба Далјан. Изградена е нова, фекална и атмосферска канализација на улиците Стив Наумов и Ристо Чадо. Исто така, општина Охрид набави 5 најсовремени комунални возила за потребите на јавното предпријатие, за што инвестираше 18 милиони денари. Во Елшани е изграден нов водоводен систем и резервоар за вода. Изградена е нова водоводна линија во Рача и Горица, како и на улиците Будва, Петрино, Крум Точко, Лазо Трповски, Ванчо Питошевски и Мирче Ацев. Се отворија 4 детски градинки во населените места Радојца Новичич, Пештани, Велгошти и Лесковец. Заради сето ова, заради тоа што задржа чист образ и за себе и за ВМРО ДПМН пред граѓаните на овој град, сакам јавно да му се заблагодарам и да му честитам на Никола Бакачевски за досегашните резултати и успеси. Тој навремено не извести дека од длабоко приватни и семејни причини овој пат не треба да влези во разгледување за повторен кандидат за градоначелник, но честно, докрај го вложи својот дел за овој прекрасен град и за овие прекрасни луѓе. Драги охриѓани, по долги анализи, да се избере најдобриот предлог за наредните 4 години, 4 години напредок, ВМРО ДПМН за градски татко на Охрид го повика и застана за доктор Митко Тилевски. Доктор Митко Тилевски, ваш многу угледен и почитуван сограѓанин, познат лекар, педијатар,
Пред долго години и народен пратеник, чесен и работлив човек, борец за се што ќе се зафати, свесен за проблемите на Охрид, за предизвиците кои доаѓаат, но и полн со енергија, со жар, големо животно и работно искуство, идеи, со добра волја и чиста мисла и подготвеност неуморно да работи за напредок и успеси на Охрид и на охриѓани. Драги пријатели, новата програма за наредните 4 години, оваа која сите ќе можете да ја прочитате, новата програма за наредните 4 години е веќе подготвена, внимателно обмислена, добро пресметано, за се да е во склад со финансиските можности на општината и со нејзиното спроведување. Охрид ќе доживее едно ново издигнување и решавање на многу постоечки проблеми. Доктор Тилевски, како долгогодишен член на ВМРО ДПМН уште од основањето, знае дека кога ВМРО ДПМН ветува, тоа мора да се исполни. Но и ние го познаваме него, дека е многу сериозна личност, која ќе се нафати за некоја работа, го прави тоа со сета своја чест и одговорност, посветеност и неуморно работење. Од таа програма дозволете да издвојам неколку проекти кои ќе се реализираат. Ветуваме реконструкција на градскиот кеј, кој ќе се уреди и ќе стане модерно шеталиште со кое охриѓани и туристите поминуваат голем дел од своето слободно време. Во склоп на кејот ќе се прошири и дополнително ќе се уреди градскиот плоштад Свети Климент Охридски, а модерен и нов лик ќе добие и плоштадот Крушевска република. Планираме изградба на нов модерен парк, студенчишта, кој ќе се простира на потегот каде што се поврзуваат патеките од градскиот кеј, пешачката патека од Билјанини извори до Котва и патеката од Каново студентишта до хотелот парк. Предвидуваме комплетна реконструкција и целосно уредување на булеварот Туристичка, кој се однесува на коловозот, атмосферската канализација, водоводната мрежа, како и изградба на пешачка патека, велосипедска патека и хортикултурно уредување. Ветуваме целосна реконструкција на улицата Абас Емин, како една од главните сообраќајници во градот. Ќе биде поставена нова фекална и атмосферска канализација, како и нова водоводна линија, тротоари и ново улично осветлување. Ветуваме реконструкција и асфалтирање на улиците 7 ноември, Јане Сандански, Прва македонска ударна бригада, Асном, Егејска, Свети Кирил и Методи, Партизанска, Јордан Јалков, Александар Турунџе, Прилепска, Анастасија Узунова, Дејан Војвода, Стив Наумов, Дебарса, Даме Груев, Охридска бригада, асфалтирање на улиците во Долно Коњско, Лагадин, Свети Стефан, Шипокно, Велестово, Рамне, Подмолје, Орман, Љубаништа, Трпејца, Пештани, Горно и Долно Лакочереј, Велгошти, Лескоец, Косел, Вапила, Ливоишта, Завој, Свињишта, Опеница, Рача и Плеке. Планираме изградба на велосипедска патека од Охрид до Свети Стефан. Ќе се изгради спортски и детски игралишта во село Елшани, Долно Коњско, Пештани. Во населбата Железничка предвидуваме изградба на повеќенаменско спортско игралиште и балон сала со вештачка трела која ќе се користи за мал фудбал. Ветуваме реконструкција на постојната трибина на стадионот Билјанини извори, како реконструкција на собликувалните и сите помошни простории. Ќе направиме изградба и доизградба на водоводните системи на улиците Јане Сандански, Вардар, Васил Стефовски, Христо Узунов. Активности од ваков тип
ќе бидат направени и во Рача, Горно Лакочери, Пештани, Лагадин и Куратица. Ќе извршиме реконструкција и проширување на капацитетите на градинките Росица, Развигорче и Лихнида. Ќе ги реконструираме основните училишта Свети Климент Охридски, Братство и единство, а ќе се реконструираат и училиштата во Долно Конјско и Елшани. Во новиот дел на Охридската гимназија ќе се направи реконструкција на покровјето и истата ќе се опреми со мебел. Општина Охрид ќе изврши набавка на нови противпожарни возила и нова опрема за потребите на противпожарната станица во градот Охрид. Се планира и општина Охрид да стане прва општина која од сопствен буџет ќе изгради социјални станови и истите ќе ги понуди на ранливи категории граѓани. Почитувани охриѓани, драги пријатели, нашите опоненти се свесни дека ако нешто не изважат или не направат некоја далавера, во Охрид, како и во најголем дел од Македонија, ќе загубат на овие избори. И тие се свесни за тоа. Затоа очекувајте сега да ветуваат се и се што. Познати се по тоа, и фала Богу што се познати, ама и по неисполнувањето на ветувањата. Ке ветуваат се и се што, ама си ги знаеме дека не исполнуваат. Се што сакате да чуете, ке ви ветат само за да го добијат вашиот глас на следните избори. А потоа ке има живот, ама само за нив, како што е веќе 4 месеци низ цела Македонија. Си ги вдомија партиските кадри, шарените платеници, се изнаместија по фотелите, станаа функционери, а најголем дел од ветувањата на народот ги заборавија. Го заборавија и народот. Ветуваа дека секој млад човек, штом завршил високо образование, најкасно за 6 месеци ќе се вработи. Сега наместо тоа, нешто мумлаат за некаква пракса на волонтерска основа, ама и од тоа нема ништо. Ветуваа 500 километри автопатишта во Македонија. А и оние кои се градеа, ги запреа под разни изговори, кои се невистинити, само за потоа по 2 години, да ги прикажат како свој дела. Така и со автопатот Охрид-Кичево, кој повеќе од пола е завршен и ќе биде целосно готов до април-мај, ако не го запреа. Така е и со измамата, дека сите ќе имаат 500 евра просечна плата, а еве го 2 месеци поред просечната плата во Македонија според Заводот за статистика, каде поставија нивни директор, се намалува. Ветуваа дека економијата ќе расте, а прометот во индустријата падна за 9%, извозот падна за 12%, девизните резерви се намалија за над 170 милиони долари за само 3,5 месеци. А еве и гувернерот објави дека годинава, наместо планираниот раст на економијата, ќе имаме намалување на економијата и рецесија. Откако стапнаа во владата, нов странски инвеститор не стапна во Македонија, а од домашните инвеститори само еден покажа дека произвел нов автобус, за подоцна цела јавност да види дека и тоа било една голема измама и дека таа фабрика одамна не работи, дека нема работници, нема вработени и дека автобусот без тронка срам го донеле за овој кој ќе ни носеше живот, да влезе во него и со новинарите да покаже дека животот доаѓа. Брука и срамота, но и жалосно истовремено. Нека отидат во Ванху и да видат што е фабрика за автобуси со над 800 вработени, донесена од ВМРО ДПМН. Нека отидат и во Штипска актива, која се изгради од домашен инвеститор, за да биде партнер и добавувач
за изработка на делови на Ванху, фабриката што произведува автобуси. Нека дојдат во ОДВ Електрик во Охрид и во Костал во Охрид, да видат што значи да ветиш, да работиш и да исполниш ветување. Ке ве подсетам како во најголемиот ек, благодарам, ке ве подсетам како во најголемиот ек на политичката криза, кој патем кажано тие ја направија и ја наметнаа, економијата растеше, инвеститори доаѓаа и отвораа нови работни места, се отвораа фабрики, се градеше, се создаваше, се решаваа проблемите на граѓаните. Целиот овој пат на економијата почнува токму од како се формираше новата влада. И тоа воопшто не е изненадување. Па како може да не паѓа економијата кога јавно објавија дека ќе ги зголемат даноците и придонесите, дека ќе ги зголемат давачките кон државата и на работниците и на фирмите? Како може да не паѓа економијата кога цело лето ги оставија земјоделците сами на себе, кои не знаеа дали поправо да се справуваат и што да прават со своите производи кои скапуваат, или да се борат со пожарите, да не ги изгорат, додека владата цело лето бараше што рушал некој поранеше министер, во кој хотел престојувал кога бил на службен пат, и додека незаконски ги разрешуваа поранешните директори, за да донесат тешки аматери, некомпетентни кадри, партиски послушници и луѓе кои се истакнале со боењето со боја на државните објекти. Како може да не паѓа економијата кога ги запреа безмалку сите градежни проекти во државата, 3 автопати, клиничкиот центар во Скопје, се пренаменија и парите предвидени за театарот во Охрид, училишта, градинки, спортски сали и останато. Отпусти гнев и инает да запрат се што ВМРО започнало. Тие ја запреа економијата и немаат никаков план како да ја одглават и како да продолжат. Како може да не паѓа економијата кога сите компании видоа дека дојде рекетарска екипа на власт и констранските инвеститори кои отвораат нови работни места се однесуваат како кон непожелни натрапници. Додека зборуваа, а не правеа реформи, додека тие ја лажеа јавноста дека имале средба и разговори со председателот Трамп, а целата јавност виде само попатно ракување, додека се мачеа како да се спречат референдумите за спречување на населување мигранти низ општините и градовите, бидејќи дале такво ветување кон надвор, додека прифаќаа штетни меѓудржавни договори со кои се откажаа и од јазикот, и од историјата, и од македонското малцинство, додека ни правеа организирани хајки и политички прогони и мислеа дека со тоа ќе не уништат и деградираат. Додека ги правеа сите овие работи, ние тоа време го искористивме за други цели и за друга намена. Да направиме анализи каде беа нашите слабости и пропусти и да ги коригираме. Да ја зацврстиме партијата како народна и конзервативна партија и како граѓанска десница. Да подготвиме детални и одлично обмислени програми за секоја општина, за кои консултиравме голем број луѓе и експерти. Но и имајќи во обзир дека владата е тотално дезориентирана и фокусирана на тоа како да го смени името на државата, бидејќи е свесна дека за тоа е донесена на власт. Додека тие ја тонеа економијата, ние седнавме и направивме нов документ, со кој што после се што се случи, нудиме една нова визија,
Нова ера за Македонија. Нова ера за напредок и за успеси на Македонија во наредната декада. Додека тие мислеа што да срушат, ние што сме го изградиле. Ние мислевме што да изградиме и што да создадеме. Како повторно да ја придвижиме Македонија. Откако ова помрачина што не снајде, ќе биде тргната од нашата земја, а тоа ќе биде брзо. Додека тие се оптоварени да ја срушат оградата на владата, да срушат некој споменик на некој македонски револуционер, да пуштат некому обвинение или да уопстат некого за да не представат за нечести. Додека тие тонат во собствениот гнев и во собствената безидејност, ние направивме план за нова десетолетка. План кој е прецизно подготвен, план кој го образложивме на јавноста во детали на големиот собир во петокот во Скопје и план кој предвидува реален и крупен напредок на Република Македонија. Визија за иднината. Визија за иднината, иднина во која Македонија ја гледаме како членка на Европската Унија и членка на НАТО и во стратешко партнерство со Америка. План со кој се предвидува отворање на нови 150.000 работни места во Македонија и намалување на невработеноста под 10%. Ако во минатото знаевме како да отвориме нови 173.000 работни места за 11 години, со сите економски и политички кризи во нив, бидете убедени дека со ова искуство и знаење зад нас, со тим како што само ВМРО и коалицијата за подобра Македонија може да направат, ќе отвориме најмалку 150.000 нови работни места во следните 10 години. Може би и повеќе, но ние секогаш одиме со поскромни ветувања. Македонија, која ја наследивме со речиси 39% невработеност и ја доведовме на 22,6% невработеност, ќе стане земја со 9, 8 или 7% невработеност, како многу развиени европски земји. Во новата ера на ВМРО ДПМН, Коалицијата за подобра Македонија и Република Македонија. Новата ера на Македонија. Ера во која невработеноста кај младите ќе се преполови. Ера во која што невработеноста кај младите ќе се преполови. Ера во која сиромаштијата во Македонија ќе се намали за 3/4. Ера во која растот на економијата во просек е 4% од БДП или повеќе во просек. Визија и план со кој годишниот приход по глава на жител, кој го наследивме на $3,300 по жител, а сега е околу $5,000, ќе порасне на над $12,000 по глава на жител. И Македонија ќе влезе во групата на земји кои се над $12,000. Ера во која Македонија ќе остане земја со најниски даноци во светот. Декада во која за образованието секоја година ќе се издвојуваат по најмалку 6% од бруто домашниот производ. Во Македонија, ера во која во Македонија ќе влезе во првата половина на земјите на листата на ПИЗа, кога станува збор за мерење на квалитетот на основните и средни училишта. Ера во која барем еден македонски универзитет ќе влезе во првите 200 во светот, според рангирањето на Шанхајската рейтинг листа како најреферентно рангирање на универзитетите во светот. Ера во која, преку изградба на нови енергетски капацитети, Македонија од нето увозник на електрична енергија ќе се претвори во нето извозник на електрична енергија. Ера во која ќе растат платите, пензиите,
субвенциите на земјоделците. Она што на народот реално му треба, а не демагогија, не празни зборови, не политички хајки и прогони на политичките опоненти, рушење на изграденото или колапс на економијата. Нова ера, ново утро за Македонија, нова ера за нови успеси, за подобар животен стандард, за посилна демократија. Еднаш докажавме дека можеме. Сега, со искуството зад нас, со нови освежувања во тимот и нова енергија, ќе покажеме дека можеме и многу повеќе од тоа. Затоа, драги пријатели, затоа велам дека на 15 октомври имаме локални избори, но истовремено и референдум. Можеби, со драконски и незаконски владини забрани ќе се спасат од референдумите за мигранти. Но нема да се спасат од референдумот на народот, референдумот за новата ера и новото утро на Македонија, кое доаѓа несопирливо, кое никој не може да го задржи, зад кое стои народот, овој огромен поштар и луѓето кои што веќе прават споредба и направија споредба. Охригени, нема да ја пропуштат шансата да го одберат доктор Митко Тилески за градски татко, а целиот народ има единствена можност да каже што мисли. Целиот народ има единствена можност, освен што ќе се избере доктор Митко Тилев и советниците од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Целиот народ ќе има единствена можност на 15 октомври да каже што мисли за она што и се случува на Македонија во овие 4 месеци. За хаосот, за безредието, за неспособноста, за лажењето, за неисполнувањето на ветеното, за манипулирањето, за хајките, за злоупотребите од новата власт, за договорот со Бугарија, за неуставните закони со кои се манипулира, за криминалите и тендерите на газдите во власта, за беснењето, за начинот како наумиле да се реши името, за колапсот на економијата, за начинот како избра председател на Собранието на Република Македонија и како избра влада, за одењето спротивно на волјата на народот, за подценувањето на нашата, на вашата интелигенција и интегритетот, за ново создадениот хаос во здравството, безидејноста и незаинтересирањето за решавање на проблемите, за помрачувањето кои се случи на Македонија. Ќе се изберат градоначалници, ќе се изберат советници, но народот ќе го каже своето мислење и за сето ова што се случува во Македонија. Точно на 15 октомври, со пенкалото во рака. И во исто време, народот ќе може да се искаже и за новата визија. За новата визија на енергетизираното, освеженото и реорганизирано ВМРО ДПМН. За новата енергија, која доаѓа со нова ера, која носи 150.000 нови работни места, повисоки плати, пензии, субвенции, поквалитетно образование, здравство и екологија, посилна демократија, членство во Европската Унија и во НАТО. Нова ера, која носи нови успеси и нови победи и која може да ја исполни само оној кој вели и живее со секогаш работа, секогаш Македонија. Да ве прашам, дали сте за новата ера? Дали сте за 150.000 нови работни места во Македонија? Дали сте за ново утро со најниски даноци и поквалитетно образование? Да чујам. Дали сте за невработеност под 10%?
Дали сте за повисоки плати, пензии и субвенции, повеќе туристи и повеќе фабрики како ОДВ, Електрик и Костал. Дали сте за Митко Тилевски за градоначалник на Охрид. Драги пријатели, на нашата татковина, како никогаш досега, и се потребни докажани луѓе. Исправени сме пред голема историска одлука за иднината на нашата земја. Доведени се во прашање нашата економија, националниот интегритет и идентитет, нашата култура, јазик и држава. На 15 октомври на локалните избори гласајте за луѓе чии постигнати резултати сите ние ги гледаме. Гласајте за луѓе за кои знаете дека постојано работеле и во иднина ќе продолжат да работат за наше заедничко подобро утре. Луѓе кои ги исполнуваат изборните ветувања, веруваат во правда, не бегаат од одлучност и учат од своите грешки. За луѓе кои веруваат во народот и во неговите способности. Гласајте за кандидатите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, за да продолжиме заеднички да ја градиме нашата иднина, да продолжиме да градиме општество во кое сите ќе живеат во слога и мир, без поделби и омрза, со меѓусебна почит на сите граѓани, да ги зачуваме нашите заеднички вредности и да ги почитуваме правата и потребите на сите граѓани поединечно. Обединети да ги надминеме предизвиците со кои се соочува нашата држава и да ја зачуваме заедничката цел. Цел која од секогаш е иста, а таа се вика Македонија. Од сите нас зависи во каква Македонија сакаме да живееме. Нашата работа секогаш ќе биде посветена на вас и на Македонија. Секогаш ќе работиме на подобро утре и секогаш ќе се грижиме за нашата заедничка Македонија. Со нас нема празни зборови или општи и абстрактни фрази, туку работа и исполнување на ветувањата. Заради сето тоа, заради сето ова, на овие избори велиме гордо и јасно: секогаш работа, секогаш Македонија. Шансата за ова е на 15 октомври. Со пенкалото во рака, масовно и со главата горе. Да одбереме работа и посилна економија и секогаш да сме на страната на Македонија и интересите на народот во неа. Секогаш работа, секогаш Македонија. Да живее Македонија! Да живее Охрид! Да живеат охријани! Да живее ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија! Да се живи здрави!